Студио Фолклор со многу љубов и посветеност го негува македонскиот фолклор. Работи несебично вложувајќи се во промоцијата и зачувувањето на македонските песни и ора. Како се роди ова фолклорно друштво? Така, со години како работевме со татко ми по разни културно-уметнички друштва и еден ден седевме дома и си рековме зошто не би отвориле некое наше културно-уметничко друштво, каде што ќе изведеме многу генерации од тоа културно-уметничко друштво, а впрочем и ќе го негуваме македонскиот фолклор и традиција. Па еве веќе 13 години како успешно твориме, создаваме и го пренесуваме македонскиот фолклор и традиција не само кај нас, него и широм светот. Каков е интересот на помладите генерации за македонскиот фолклор, но и на постарите? Па така, би рекла пример кај нас во студио Фолклор е веќе 2 години. За жал интересот е многу поголем кај повозрастните групи, односно ветеранските групи, каде што навистина имавме еден период на наезда на телефонски повици каде што секојдневно звонеа поранешни игрорци или луѓе кои што во текот на животот немале прилика да научат македонски ора, па сака да се запишат кај нас. И навистина ми е жал што интересот кај помладите генерации со текот на времето опаѓа, но ние како наставници даваме се од себе да повторно го вратиме тој интерес кај помладите генерации, каде што сметам дека не го гледам проблемот кај тие дечиња, го гледам проблемот во самото наше општество, каде што се дава многу малку внимание на фолклорот, традицијата, на тие културни вредности и апелирам до сите родители, до сите наставници во образовниот процес да македонските игри и песни да се стават како еден задолжителен предмет во образованието на секое детенце, но и вината ја наоѓаме во самата технологија и во сите уреди кои што ги оттргнаат децата од оние вредности, да пронајдат кој е нивниот идентитет и сметам дека треба сите заедно да работиме кон ова, да ја вратиме повторно љубовта и интересот на овие млади генерации да продолжат да го негуваат македонскиот фолклор. Со колку групи во моментот работите? Па во моментот имаме преку 260 членови во ансамбл Студио Фолклор, имаме 8 групи, каде што работат претежно најголем дел од наставниците се од ансамбл Танец. Имаме 4 наставници кои што работат со оние најмаличките групи, значи дечиња кои што имаат по 4-5 годинки, па до оние највозрастните ветерански групи. И морам да напоменам дека оваа година ја отворивме третата ветеранска група за сите љубители поранешни игрорци на македонскиот фолклор и традиција. Но како што напредува бројката, мислам дека од септември веќе сме приморени да отвориме и четвртата група заради големиот интерес кај овие групи. Како се подготвувате за вашите настапи? Па све зависно со тоа дали станува збор за настап или за годишен концерт. Кога станува збор за некој целовечерен годишен концерт на самиот ансамбл, подготовките знаат да траат преку целата година, со месеци каде што знаеме наместо 2 проби во неделата, некогаш да вклучиме и по 4 до 5 проби, се со цел децата подобро да се подготват за тој концерт. Така кога станува збор за некои помали настапи, тие веќе се спремни, имаат некаква кореографија која што ние веќе работиме на часовите и во секое време сме спремни да го прикажеме тоа што сме го сработили. Каде себе однесе промоцијата на македонската народна песна? Каде се сте настапили? Така, искрено ми е полесно да ви кажам каде се не сме настапиле, отколку каде се сме настапиле. Широм светот, значи ја представуваме нашата култура и традиција. Сега во септември нашиот прв состав заминува на турнеја во Бразил, каде што ќе оди на такмичење тамо и за прв пат ќе имаат македонска група на тој фестивал. Нашите пред 2 години прв ансамбл беа во Јужна Кореја. Сите балкански држави, Италија, Франција, Дижон, каде што имаме освоено многу бројни награди и признанија, така да навистина и така фолклорот е едно големо богатство и многу ни е драго што имаме прилика и можност да го прикажеме низ целиот свет. Посакувам многу успех и натаму со многу љубов да ја презентирате, да ја промовирате и да работите на зачувувањето на македонската песна и танци и ора. Ви благодарам и на вас.